Назад сме во студиото, почнуваме со разговорниот дел, како што и напоменав на почетокот на емисијата, ќе зборуваме за производството на храна, меѓутоа делот од субвенциите. Колку државата помага за да се произведува храна. Во студиото е Илија Стоилев, директор на платежната агенција. Добар ден и благодарам што повторно сте мој гостин. Пред неколку месеци бевте овде со председателот на Занаечиската комора, сега сте сам, сега сакам да се осврнеме повеќе на производството на храна. Благодарам за поканата, на вистински момент за моје гостување во вашето студио, во кое секогаш се чувствувам пријатно. Темата производство на храна е, како да кажеме, дека еден биолошки мотив на луѓето и неминовно е да се работи на стратегија и поттикнување и поддршка на производство на храна. Особено кога се работи за храна која неминовно мора да се произведе од домашно производство, бидејќи императивот на секоја сериозна држава е да произведе храна од сопствено потекло, бидејќи мора да знаат нашите граѓани дека следливоста на производството на храна секогаш и оди во прилог и неминовно е да се знае дека таа следливост на производство на храна е клучот на здрава храна. Македонија, според своите климатски услови кои ги има, иако во последните декади наидуваме на сериозни потешкоти со климатските промени, сепак има сериозни предуслови за производство на здрава храна за своето население. И мислам дека во иднина се поголема треба да биде поддршката во овој дел, во делот на производство на храна. Се зголемува секоја година поддршката во вид на субвенции, а се намалува производството на храна. Што е проблемот? Не би рекол дека е баш така, дека се намалува, туку тоа се само бројки кои можеби за кои треба еден посериозен аналитички пристап. Статистиката е едно, но работата на терен е друго. Има потешкоти во делот на производство на храна, тоа е точно. Но ние мора да воспоставиме една стратегија во делот на нашето домашно производство, бидејќи многу малку истакна за домашното производство, многу малку во делот на јавниот живот и во медиумите се застапени оние позитивни приказни или истории за успешни земјоделци, каде што ќе дадат една друга слика во делот на производство на храна. Друг пример и јас еве како граѓанин сега ќе зборувам не како директор на платежната агенција, немаме јасно обележени во маркетите простори каде што јасно ќе биде истакната храната дали од растително животинско потекло од домашно производство, бидејќи со тоа даваме еден пример и го поттикнуваме производството и продажбата, односно и конзумирањето на домашна храна. Значи има одредени недостатоци кои би требало блиска иднина да се надминат, со тоа што како да ви кажам, еве еден пример ќе дам во делот на производството на храна од животинско потекло, ние имаме двојна добивка како држава. По една страна, сите одгледувачи на домашни животни треба да користат храна за домашните животни од домашно производство, а со тоа и создават нов производ кој треба да го пласираат како храна, како производ на домашниот пазар. 70% пред некој ден имаше конференција која што покажа дека 70% од земјоделските производи кои што се продаваат во маркетите или на пазарите се од увоз. Баш тоа го и потенцирам. Колку тоа треба да биде аларм за да се сменат работите? Да одиде барем 50-50 да биде. Баш тоа го и потенцирам да секогаш треба домашното производство да биде субвенционирано и да биде нашиот домашен производ најевтин. Најевтин и најквалитетен. Само така можеме да се бориме против конкуренцијата која доаѓа немилосрдно на домашните пазари, присутна е и тоа е начинот за да го спречиме тоа. Јас секогаш барем додека бидам директор на оваа платежна агенција, ќе настојам да биде засилено
да биде засилена поддршката во делот на субвенционирање на домашното производство на храна. Што најмногу се субвенционира, директоре? Кое производство? Сите сектори се субвенционираат сразмерно на потребите и на капацитетите со кои располагаме. Дали се работи за растително производство, дали се работи од делот на сточарско производство, во последните неколку години на органското, бидејќи сметам дека органското треба да има некоја поголема поддршка, но мислам дека и условите во кои треба да се субвенционират не се доволно дефинирани. Имаме одредено незадоволство во делот на органските производители, но настојуваме со тек на измена на програмите со соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопство да ги надминеме овие пречки, да можат органските производители да добиваат поддршка каква што ја заслужуваат. Бидејќи органското производство треба да се субвенционира врз основа на нивниот производ. Еве, вие сте сведоци и сите ние дека во маркетите не може да се најде или многу малку може да се најде органски производ од домашно производство, ниту па јасно бележени простор. Колку е тешко да се произведе органски? Навистина е тешко. Бара посебна почва, посебно огледување, посебна па само во делот да ви кажам, прво во делот на растителното производство, прво треба таа катастарска парцела или површина каде треба да се произведе органско производство треба да биде во почеток во конверзија, значи од премена од конвенционално во органско производство, за да потоа добие сертификат од овластено сертификационо тело кое е надлежно за органско производство, на сертификат за производство на органски производ. Да. Значи таму се контролира почвата и водата и сите останати параметри кои ќе бидат на едно задоволително ниво, тоа се добива сертификат. Но понатаму во делот на производството се контролира и семенскиот или садниот материјал и целокупното производство со исклучително прецизна евиденција до финалниот производ и пласман на пазарот. Значи не е така лесно да се произведе и бара одредени поголеми трошоци, инпутот таму е поголем. Затоа и производите се поскапи. Затоа нормално и производите се поскапи, но да бидеме искрени, вкусот на тој производ секако е поразличен од вкусот на производот кој е произведен на класичен и конвенционален начин. Што се однесува пак до органско производство од животинско потекло, тука малку заостануваме во тој дел малку повеќе, бидејќи еве ние има една парадоксална ситуација каде што ние може да субвенционираме стадо, но ние немаме производ органски. Ние не можеме да пронајдеме органски производ затоа што едноставно никој не декларира дека тој производ е органски. И затоа таа си состојба мора да се излезе во наредните години, да знаат и производителите што да очекуваат, бидејќи и самите кланици и самите маркети треба да имаат јасно обележани простори каде се продава тој производ. Се надевам дека ќе се надмине за краток период и овој парадоксален проблем. Во однос на исплатата, како стоиме сега оваа година со исплата на субвенции? Колку до сега има исплатено? Да не излезе дека се фалиме како агенција, навистина напорно работевме, применивме одредени техники на исплата кои досега не беа применувани, споивме одредени мерки во кои беа завршени контролите, основни и дополнителни. Исплаќавме со побрза динамика од минатиот период, односно минатите години, а тоа резултираше со процент на исплата од програмата за 2024 година од 81% со најновите налози кои ги изработивме во агенцијата, кои веќе во краток период од денешното мое гостување во вашето студио ќе бидат исплатени на задоволство на сточарите пред се, затоа што завршена се сите административни контроли и завршени се и списоците изработени и доставени до Трезорот за мерка 2.2 за во делот на говедарството. Завршено е исто така целата процедура во мерката 11 во делот на произведено, предадено и заклано јагнево кланица со над 50% услов од стадото кој го поседува и мерката 1.3 која ја очекуваат граѓаните кои за остварен принос на пшеница и јачмен
исто и тие налози се завршени, чекаат за исплата, така да на задоволство на земјоделците многу брзо ќе ги добијат овие средства на трансакциски сметки. А што се однесува до примена на одредени техники за надменување на одредени проблеми при превземањето на должноста директор на агенцијата, сочивме со една состојба во делот на млекопроизводството, каде што имаше заостанување на неисплатени субвенции за произведено и предадено млеко во откупни центри од неверојатни 16 месеци. Толку се досне? 16 месеци доснење во делот на сточарството за мене прво како личност и како добар познавач на оваа проблематика е недозволиво, бидејќи знаејќи дека каква трудоинтензивна гранка е сточарството, каде што 365 дена се работи, нема никаков одмор, да тие производители чекаат толку долг период е едноставно нечесно, некоректно кон нив и со право реагирале. Направивме напори со поддршка и на владата, и на Министерството, и на Министерството за финансии да во еден многу краток период ги исплатиме сите заостанати субвенции. Се исплати вкупно некаде околу 17 милиони евра по основ на произведено продадено млеко во откупни центри. Сега се спрема да ги чекаме последните информации, односно податоци од млекарниците за предаденото млеко за период до јуни и веднаш во период од првата половина јули ќе биде исплатен и првиот квартал од 2025 година, така да веќе не станува збор за доснење, туку ќе имаме еден фер пристап коректен према млекопроизводителите и мора да обрнеме повеќе внимание на сточарскиот дел на производството и нивното субвенционирање. Тоа не значи дека ќе го запоставиме останатиот дел, туку квалитетот и начинот, затоа што таму мислам дека се нанесени најголемите неправди во изминатиот период во делот на субвенционирањето. Какви неправди? Во делот на доснење. Премногу се доснело, затоа и можеби и е намален сточниот фонд. Заводот за статистика кажува дека е намален. Мислам дека една од причините е и тоа. Еве со воведувањето на мерката 1.2.1 во делот на набавка на високо педигрирани, високостелни јуници се покажа дека сточарството, поготово говедарството, има иднина, се склучија голем број на договори за оваа мерка, се увезува високостелни и педигрирани јуници и мислам дека во наредниот период недостатокот на млеко, кој што беше еден акутен проблем во изминатите години, ќе биде надминат, со тоа што ќе имаме и подобрен генетски потенцијал во државата во овој дел и ќе имаме сериозно производство на млеко и млечни производи. Парите од субвенциите се користат повеќе за тековно работење или се социјален момент? Како вие гледате на Не се наменети да бидат како социјален момент, туку се наменети да бидат како дополнителен доход на производството на едно семено земјоделско стопанство. Што значи субвенционирањето? Во принцип, тоа значи да се поттикнат земјоделците да имаат едно рентабилно производство во текот на целата година. Значи, од нивниот доход, ово е дополнување за да не трпат одредени загуби, односно да имаат одредени мали инвестиции во делот на нивното земјоделско производство. Но, како да ви кажам, никогаш во овој дел не е барана финански извештај во тоа како се трошени тие средства. Туку е како додаток на нивниот... треба да се бара според вас? Па не би рекол, бидејќи доколку ги обремениме земјоделците и во овој дел, тогаш ќе создадеме од нив луѓе кои се зависни од одредени извештаи финансиски и слично, наместо да се фокусираат на производство на храна, ќе се фокусираат на документација, одење по ходници, папирологија многу тоа. Папирологија, мислам дека тоа не е во ред. Тука треба многу да се поедностави комуникацијата во делот на администрација и во делот на производство на храна. Треба да имаме еден сенс за нивната трудоинтензивна работа. Меѓутоа има контроли. Како се трошат,
дали ги исполнуваат условите за добивање на субвенции. Секако, за да се Бидејќи добијат... зборуваме за 8 милиарди денари. Тоа не се малку пари. Во текот на година. За да се добие одредена субвенција, треба да се исполнат одредени предуслови. Прво, треба да се евидентираат капацитетите на тоа земјоделско стопанство во единствениот регистар на земјоделски стопанство, да биде регистриран, да се добие ИДБР број. Врз основа на тоа решение кој ќе се издаде, се внесуваат и внесени капацитети, тогаш веќе се исполнуваат условите да може земјоделецот да аплицира да се изготви единствено електронско барање за добивање на финансиска поддршка. Сите овие податоци, и еве и сега апелирам, мора да бидат декларирани точно. Точно онака како што се запишени во ЕРЗС. Бидејќи таму, и за тоа ќе кажам, имаме одреден новитет. Досега имавме алфанумерички податоци, сега од оваа година преминуваме на геопросторно аплицирање, што значи дека многу прецизно ќе се внесуваат податоците во делот на катастарските парцели. Би да објаснам малку пошироко, доколку во една катастарска парцела од 1 хектар имаме повеќе култури засејано или засадено, точно ќе биде определено во кој дел на таа парцела, која култура е засадена со која површина и нема да се појавуваат разлики во делот на декларираното и констатираната состојба во делот на контрола на терен, кој ќе излезат контролорите од наша страна. Од друга страна, не мора да физички бидат присутни контролорите од агенцијата на самото место, туку со современи алатки преку сателитски снимки прецизно ќе се определи, ќе се исконтролира или измери и едноставно утврди културата која е засејана и декларирана претходно во системот во агенцијата. Што се случува ако утврдите злоупотреба на парите од субвенции? Има таква нешто? Воспоставени се и тие нормативи, секоја контрола подлежи, за секоја контрола се прави записник, врз основа на изготвениот записник се доставува во секторот за директни плаќања и вработените од секторот за директни плаќања врз основа на разликите или неусогласеностите кои се констатирани во записникот, одредуваат одредени санкции. До 5% нема сериозни санкции, но над 5% веќе има санкции пропишени според законот, а ако се констатира неусогласеност повеќе од 30%, тогаш се исклучува од субвенционирање апликантот. Значи за таа година не може да земе субвенции. Имаше и една друга санкција доколку се утврди да вредноста е повисока, тогаш имаше санкција 1+3 години да не може апликантот да биде корисник на субвенции. Мислам дека тоа веќе нема да биде на сила, ќе оди само со едногодишна санкција, но како одминуваат годините и свеста се зголемува кај земјоделците, веќе не посегнуваат по неточно декларирани податоци. Јас секогаш говорам дека не мора физички да биде присутна контрола на терен за да утврди одредена неусогласеност, туку ние користиме одредени современи алаки за да можеме да ги надминеме овие разлики и преку сателитски снимки и може многу лесно да се утврди. И ова геопросторно аплицирање сега да објаснам е во делот на системот до оформување на системот за административна контрола кој го имаме, односно софтверот, и да потенцирам дека во земјите членки на Европска унија е задолжително ова геопросторно аплицирање и апелирам да не пружаат отпор земјоделци, туку да го прифатат, бидејќи се работи за нивно добро. Нема да се констатираат разлики, туку декларираната површина и констатираната ќе бидат едноставно исти. Имаме и календар за исплати на субвенции. Се користи? Се оди по него? Календар пишан постои, но ние не го актуализираме од причина што може да направи, односно да создаде одредени нелагодности во делот на следењето, бидејќи некојаш не по наша вина на агенцијата се случува да не може да се исполни во тој период, можеби и порано ќе се исплати, но доколку дојде до задоснување од една недела или повеќе, веќе во јавноста може да се создадат, односно некои информации или состојба која може да ги вознемири земјоделците
И затоа може и да приметите дека ние однапред и не најавуваме кога ќе бидат исплатите, туку работиме интензивно и без никаков одмор, се со цел да навремено бидат исплатени и најновите исплати кои се спремни сега го кажуваат, мислам го потврдуваат тоа што јас го говорам, дека баш сега кога храната треба да биде нефтина за сточарите да можат да набават храна, да не оди како минатата година да заврши во Република Грција. Така, во пресет на жетвата, дали можеме ова да го споиме се со набавката за храна и Па за баш тоа ни идејата, ние сега ќе треба да исплатиме вкупно за мерка 2.2 околу 355 милиони денари, 4200 земјоделци, за мерка 1.3 за остварен принос према 4698 земјоделци 279 милиони и за мерка 2.11 за предадено заклано јагне во кланични капацитети 1659 субјекти треба да ги добијат своите средства или вкупно 187 милиони денари. Така да сериозни се овие средства, сериозна е ова финанска инјекција во делот на сточарството и се надеваме дека на нивно задоволство ова година ќе набават храна тогаш кога е нефтина за да можат полесно да поменат годината. Лесно се аплицира, имаат проблем земјоделците во однос на новите технологии, начинот на аплицирање за државни средства? Со оглед на тоа што подолг период веќе се врши електронски начин на аплицирање, откако е воведено, ние преку подрачните единици во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го вршиме тој сервис и лицата веќе знаат како со поднесување на едно барање за техничка помош во Министерството многу лесно за само неколку минути може да се заврши целиот овој процес. Еве апелирам и до општините доколку имаат слободни оператори во нивните општини да се изврши една обука и кај нив да можат со еден компјутер барем и они помалку да помогнат на нивните граѓани да што побрзо се заврши овој процес, бидејќи знаеме дека на земјоделецот местото му е таму каде што се произведува храна, а не во ходниците и во чекалните каде што треба да чека ред за да ја пополни оваа апликација. Секогаш сме излегувале во пресет на сите земјоделци доколку има проблеми. Во пред една неполна година воведовме и нов модул во целиот овој систем каде што можат го нарекувме прегледник, каде што во секој време својата апликација можат да ја следат до каде е стигната и доколку има одреден проблем да можат да видат како проблем се работи и веднаш да реагираат за да може да се острани тоа. Порано реагира каде што во делот каде што не можеа да кога ги добива своите средства на трансакцијска сметка не можеа да знаат зашто точно ги добиле парите, бидејќи некои мерки се исплаќаа во исто време. Сега во прегледникот воведовме можност да можат тоа решение да го превземат и да го испечатат доколку имаат потреба и да во секое време можат имат информација за што се исплатени. Доколку не се во можност сами тоа да го сторат, тука се вработените од подрачните единици, тоа ќе го сторат за нив, внесувајќи ги основните податоци лични и бројот на барањето кој аплицира. Има ли ме интересира во последниве години некаква култура која што се добива повеќе на интерес? Да речеме производство на лешник. Па лешникот да, во изминатиот како пример период, го земав само. Лешникот во изминатиот период има одредена експанзија. Сега има се уште и тоа на поголеми површини. Како ќе се покаже идниот период, бидејќи им требаат од 5 до 7 години за прв род, така да. Квалитетна берба, да се види пласманот, да се види дали е рентабилно или не е рентабилно и дали овој вид на ошен насад ќе се покаже во Република Македонија како доходовен или дали ќе може оваа клима да ја поднесе каква што е, бидејќи лешникот бара сериозно количество на вода и голем предуслов за успешно производство да имате континуиран пристап до воден ресурс и се надеваме дека таква разиграност во делот на културите ќе
ќе допринесе да во македонското производство имаме дополнителни приходи од некои нови Тоа култури. велам, кои се новите култури? Но ако имаме? за жал по одредени култури во делот на градинарството кои беа производство на отворено замреа, мислам едноставно ги снема од нашите површини, тоа е производството на домат, индустријски, каде што знаеме дека имаше фабрики кои откупува сериозни количини кои одеа за извоз. И се уште Европа бара огромни количини на произведен производ од индустријски домат, но за жал се уште ние немаме доволна количина, затоа што или системите за наводнување се во руинирана состава, или цената не ја одговара, односно не одговара за да може да биде рентабилно производството. И за тоа треба одредена анализа, но со оглед на климатските промени сметам дека контролираните услови за производство на градински култури се иднината на Македонија. Каналите беа исчистени на време? Тоа беше една од маките кај земјоделците. Да, се надевам дека новото раководство во АД водостопанство имам одредени информации дека сериозно пристапи кон чистење и уредување на каналската мрежа и замена на одредени делови кои беа дотраени, се работи интензивно, се надевам дека ова година и престојни наредните кои ќе дојдат дека ќе имаме поквалитетен систем за наводнување, бидејќи без тој воден ресурс, без тој предуслов не можеме да очекуваме зголемено производство. Каква е состојбата со тутунарите и тие седни од групата на земјоделци кои што секоја година имаат своји маки во однос на предавањето, цената, количеството, типот, квалитетот на тутунот? Каква е сега година реколтата? Тутунарите добија оваа година 2 милиарди и 400 милиони евра исплата во еден ден, или 40 милиони евра. 2 милиарди и 400 милиони денари или 40 милиони евра, која е рекордно исплатена сума во Република Македонија. И јас навистина се гордам што тоа е така, што беа задоволни од цената? Беа задоволни, немаме реакции за незадоволство, но има еден друг тренд. После целата оваа анализа што се случи на зголемено производство, зголемени субвенции, сега оваа година многу земјоделци се одлучија да се преориентираат на производство на тутун, што веќе за наредната година се очигледно ќе требат поголеми финансиски средства за да се исплатат уделот на произведен и предаден тутун во откупни центри. Ќе видиме, ќе следиме состојбата, ќе видиме како ќе биде производството и таму зависи многу од климатските фактори, но гледам и млади луѓе се одлучија, бидејќи осетија, односно почувствува дека можат да имаат добар профит од тоа производство и се надеваме дека целото ова нивно производство ќе заврши онака како што тие очекуваат. Се зголемува бројот на млади земјоделци? Какви се податоците? За да се зголеми бројот на млади земјоделци треба да имаме, пак ќе повторам, позитивни примери. Ние не можеме да очекуваме да имаме зголемување на млади земјоделци доколку земјоделецот не живее квалитетен живот. Со таа трудоинтензивна дејност и во работата е тешка. Тешка работа, во тешки услови, земјоделецот мора да има мирна екзистенција и квалитетен живот. Значи, пред се, треба се подобрат условите за живот во селските средини. Тоа е тесно поврзано и со општините и со други министерства, не може на друг начин тоа да се среди, за да останат на село. Да. За да се остане на село, сепак треба младите генерации бараат подобри услови од оние што ги имале нивните татковци или дедовци. Сепак се менува начинот и пристапот на размислување и барањата се сосема други од оние барања кои ги имале нивните родители, нивните и очекувања. Така, и очекувања. Затоа потребно е, пак ќе кажам, студиозен пристап, добра анализа да се направи, инаку старосната граница на нашиот македонски земјоделец просечно е некаде околу 55 години. Што е загрижувачки. Да, колку може тој човек да работи? Нивниот работен век можеби ќе заврши за некои 5 до 10 години, но нивната работоспособност ќе се намалува од година на година. И затоа е неминовно да се вложи во младите. Ние за таа цел и владата, и министерството, и ние како платежна агенција објавивме јавен повик од мерката 112 млад земјоделец,
каде што претходно заедно со Министерството го изменивме правилникот кој беше сериозно проблематичен и не дозволуваше да има поголем број на апликации, бидејќи елиминираше еден добар дел на млади луѓе кои би сакале да пробаат да занимаваат со земјоделство. Немаше доволно средства? Немаа доволно бодови за да можат да бидат на ранг листа и се јавува негде просечно околу 40 на апликанти. Сега со изменетиот правилник добивме 254 апликации. Значи сме направиле вистинско решение со ова и се надевам дека барем половината и повеќе од нив ќе бидат прифатливи за инвестиција, која ќе објавиме конечната ранг листа, ќе склучиме договори со нив, со разумен рок за реализација и се надеваме дека тие млади луѓе, бидејќи условите да се не повеќе од 18 месеци регистрирани како во системот во ЕРЗ системот и да не се постари од 40 години. Колку државата излегува во пресад при набавка на нова механизација, апаратура, развој на земјоделството? Па има во две програми каде што може да набават земјоделска механизација, трактори, приклучна комбајни и се што им треба. Тоа е преку програмата за рурален развој од националната програма, односно од националниот буџет. Каде што веќе во тек се апликациите за набавка на трактори и приклучна механизација. Минатата година исто имавме објавено јавни огласи за набавка на комбајни за ориз, каде што имаше 57 апликации, каде што се во тек имаат рок 36 да завршат својата инвестиција, потоа ќе поднесат барање за исплата и ќе бидат исплатени. И во делот на ИПАРД програмата, каде што во мерка 1 за набавка на основни средства во делот на земјоделското производство, каде што исто можат да аплицираат за набавка на трактори и приклучна механизација. Ви спомнавте ИПАРД, тоа некако и хронолошки ми доаѓаше како тема ИПАРД 2 и ИПАРД 3. Можеме да направиме споредба? Па споредбата постои за да ги олесни пристапот на самите апликанти, бидејќи има одредени разлики. ИПАРД 2 е веќе завршена кампања, ја завршиме на 31.12.2024 година со изворедна апсорбција од 85,1%. Со тоа што е различно во тројката? Во тројката разликата е следна. Имаме еден сладок проблем ние како агенција, но не значи дека тој проблем го имаат и како држава, но не значи дека го имаат тој проблем и самите апликанти. Првпат се соочуваме со зголемен интерес и со поголем број на прифатливи апликации од буџетот кој го имаме за одредена мерка. Што претходно тоа го немало. И тоа се пари од европските фондови, така? Тоа се 75% финансиски средства од Европската унија и 25% контрибуција од домашниот буџет, вкупно 100% или 127 милиони евра за еден програмски период од 7 години. Што сакав да кажам во делот повелете. Што сакав да кажам? Значи, самите апликанти кога ги поднесуваат апликациите, се проверуваат по два основа. Прво за комплетност, а потоа за соодветност на самата инвестиција или апликација. И се случува доколку имаме буџет за одредена мерка од 15 милиони евра, се добиваат прифатливи апликации за 60 милиони евра. Како тоа? Значи, повеќе пари од што ги имаме како буџет за таа мерка и сме приморани да со оглед на претходно утврдени процедури и упатства, вршиме рангирање и за жал тука наидуваме на големо незадоволство од тие кои што нема да добијат, субјекти кои не можат да добијат, но едноставно правилата на игра се тие, парите се толку и многу често ќе пројават интерес да добијат одредено објаснување, ги повикуваме, возможуваме такво нешто со нашите вработени од секторот и со нив и кога ќе им објасниме дека правилата се тие, едноставно тоа не можеме ништо да смениме. А втората поволност што ја има од ИПАРД 3 од ИПАРД 2, тоа е можноста за авансна исплата.
авансната исплата значи да доколку апликантот во рок од 60 дена од подпишувањето на договорот поднесе барање за авансна исплата, ние му возможуваме авансна исплата во висина од 50% од купната инвестиција која му е по договор, со претходно донесена, односно утврдена банкарска гаранција од 110%. Сметаме дека ќе заживее овој начин на исплата, бидејќи многу ќе олесни понатамошната инвестиција, бидејќи не мора да додат во банка да бараат кредит и не мора со свој средства тоа да го прават, туку со средството кои веќе и се наменети од таа програма. Има големи разлики за аплицирање за државна помош, субвенции од Македонија и овие кои што треба да се аплицираат европски од ИПАРД? Па каква е процедурата за земјоделците да аплицираат за европскиве пари? Процедурите кои постојат за средствата од ИПАРД програмата се пишани процедури, акредитирани и усвоени од домашните институции, од Европската комисија, директориумот за земјоделие DG Agri, и таму нема отстапување. Секоја нов услов или нова процедура подлежи на повторна акредитација. Значи, платежната агенција не може самоволно да пристапи или субјективно да пристапи кон решавање на одреден проблем или евалуација на одреден предмет. Сите предмети и сите апликации се врши евалуација по ист принцип. И тука нема отстапување и сакам да потенцирам на јавноста да знаат дека за се што ќе побараат појаснување во врска со овој дел, да побараат пред да ја поднесат апликацијата. Бидејќи по поднесување на апликацијата веќе влегуваат во една процедура од која сите се исти внатре. Нема тука. Подлежат на исти. Може би ќе има незадоволство од оние субјекти кои нема да бидат на ранг листа, но едноставно процедурите за евалуација за сите се исти. Може врски нема фаќање тука. Такво нешто не постои. Каква Може да ви кажам зошто не постои. Прво, јас како директор не потикнувам такви работи. Второ, ние сме под постојан мониторинг и на ревизорско тело, аудит authority, и на Министерство за финансии, и на Европската комисија. А барање има, да бидеме реални. Нормално е, секогаш е тоа така, но да знаете дека условите се тие за секој. Каква е контролата ме интересира од Европската Унија према платежната агенција према државата? Европската Унија... Што бара Европската комисија кај Европската Унија од вас кога ќе биде завршена целата програма од ИПАРД? Европската Унија или Европската комисија која е надлежна за секторот земјоделие врши перманентни контроли во делот прво на ревизорски извештаи од секаков вид. Второ, имаме два мониторинг комитети во текот на годината. Едниот заврши сега во месец, едниот е закажан на крајот на ноември, овде во Скопје доаѓаат. Добро. И одиме еднаш до два пати во завис од потребите во Брисел, каде што исто се врши мониторинг и неколку онлайн состаноци пак во врска со мониторирање на мерките кои се од ИПАРД. Соработката со тело за управа и Министерството за земјоделие исто е на едно високо ниво, така да не постои никаков сегмент во делот ИПАРД каде што не е мониториран во реално време. Доколку има одредени неусогласености, Брисел реагира веднаш. Доколку примети барат одредени до објаснување. Затоа што и ревизорското тело доаѓа и по случаен избор бара одредени апликации и завршени инвестиции каде што повторно оди на терен и ги разгледува после нашата контрола извршена таму. Така да морам јавноста да ја запознам да постојано сме под мониторинг и на Брисел и на домашните институции. Не постои простор за да може било кој вработен субјективно да размислува нешто, да стори и да му помогне на некој. Затоа апелирам сите нејасноти или отворени прашања да ги поставуваат до нас како агенција пред аплицирањето. Тука сме за совети, ќе им помогнеме, да се разјасни да ги упатиме, што е како. но доколку влезат во процедура, во архива, тука веќе завршува нашата помош. Активни 4 јавни повици од програмата за рурален развој. Кои се тие сега? Па еве, имавме
јавни повици во делот на набавка на трактори, во делот на набавка на механизација, во делот на набавка на заштитни мрежи, систем капка по капка и останати. Во делот на рибарство и аквакултура имавме објавено јавни повици, така да од таа програма во текст е прибирање на апликациите. Кажав претходно дека и за млад земјоделец објавивме јавен оглас, каде што стигна 254 апликации. Пред да дојдам кај вас во студиото, бев информиран дека за другите, исто заборавив да ви кажам, беа поднесени некаде до сега околу 33 апликации и за другите мора да заживеат како форма на организирање во делот на земјоделското производство. Се надеваме дека според бројот на апликациите ќе имаме успешна приказна и овој дел. Кажете ми околу туризмот, не само земјоделието, имате и програми околу туризмот. Со ова прашање сакав да го најавам и следниот разговор во студиото кој што е на тема туризам. Поддржувате и програми во однос на туризмот? Во делот на туризмот убаво ви е прашањето, се соочивме со одредени проблеми. Во делот на туризмот треба да зборуваме во делот на ИПАР програмата од мерка 7 диверзификација на што поддржуваат? На мали бизниси и се поддржуваат мали сместувачки капацитети во рурална средина. Што значи доколку е правен субјект до 30 кревети, доека физичко лице до 20, не вклучувајќи тука и деца. Но на кој проблем наидуваме? Имаме сериозна заинтересираност, но проблемот е во неможноста да добијат дозвола за градење. Значи неурбанизирани средини. Тука пак треба да бидат вклучени општините заедно со локалната самоуправи за на сите им кажуваме, доколку не успеете или немате можност да добиете одобрение за градење, не поднесувајте апликација. Првен таа документација да биде испеглана, па потоа тој услов не го исполнувате, не треба воопшто да посегнувате или да пристапувате кон набавка, односно да со други документи да прибирање. Затоа апелирам до сите, има интерес, сериозен интерес и ова исклучиво важи за рурални средини под 30.000 жители. Да бидеме разбрани како што треба, но сепак притисокот треба да биде за рурален туризам, така селски туризам. Туризам да може тие средини да се урбанизирани, да можат многу лесно да дојдат до одобрение за градење. Средства има, ќе има и во иднина. Сигналите кои ги добиваме и на последниот мониторинг комитет кој се одржа на техничкиот состанок во агенцијата од страна на авторитетите од Брисел, дека Македонија мора да акредитира сега и нови мерки. Ние сме во фаза на припрема сериозна на акредитирање нови мерки, тоа се мерка Лидер, мерката рурална јавна инфраструктура, која е веќе завршен пакет и се чека на акредитација, и на агроеколошките мерки во делот на директните плаќања. Со тоа ќе го исполниме условот да Македонија како земја кандидат за членство биде веднаш рамо до рамо со земјите кои имаат полноправно членство во Европската унија и ќе користиме многу поквалитетни и повисоки, односно подобри средства и услови за понатамошно финансирање на агросекторот и во делот на туризмот и во останатото и од дел на производство од земјоделски производи. Јас се надевам дека агенцијата ќе расте, бидејќи со сите овие новитети кои ги напоменав претходно, агенцијата неминовно да расте во делот на своите капацитети, како со нови вработени и услови за работа, за да можеме да ја подобриме се повеќе апсорбцијата која доаѓа од фондовите од Европската комисија. Како за крај, директоре, сакам да ми кажете каде се наоѓаме на мапата на Европа, сакаме да се споредуваме со европските држави, каде ни е македонското земјоделство? Македонското земјоделство во делот на поддршката, во делот на овој дел од регионот се наоѓа високо на мапата на Европска комисија. Ние сме лидери во овој дел. Пред нас не ја споредувам Турција затоа што е неспоредливост. Имаме една голема неспоредливост овде, но со останатиот дел стоиме високо на мапата затоа што користиме сериозно современи алатки и во системите, бидејќи Брисел не гледа во делот како ги користиме системите и нашата спремност да
алоцираме што повеќе средства во економијата. Брисел Земјоделството не ни е повеќе во 19-тиот век. не се сложувам дека не е и дека има сериозен напредок и се надевам дека во идниот период ќе имаме успешни проекти кои тоа ќе го докажат. Јас верувам во нашите земјоделци, бидејќи јас познам многу успешни приказни во делот на земјоделството и навистина ми е непријатно кога јас тоа треба да го кажам овде, а другите медиуми некако не наоѓаат простор тоа да го објават, за да гледаат луѓето дека има кај нас земјоделци кои се развиле во последните 10 години. Имаат сериозен развој. Тие се моторот и тие се мотивирачкиот фактор на идните млади земјоделци. Инаку Брисел не поддржува, кај нив основа е како се контролираат финансиските средства. Секојаш акцентот е таму. Како, на кој начин и дали во доволен обем се контролираат дадените финансиски средства. Никогаш не било прашањето колку се инвестира. Колку можете, колку сте во состојба, ако можете. Се е до капацитетно, се е до човечки фактор тук. Секојаш треба да внимаваме да ги зголемуваме, да ги подобруваме капацитетите во делот и на агенцијата и на министерството и за да можеме да имаме поголема апсорпција на средства. Директор, јас ви благодарам за денешниот разговор и посакувам успешна работа, успешна година. Се надеваме што повеќе производство на домашна храна, тоа ќе значи повеќе пари во државниот буџет и повкусна и поквалитетна храна на македонската трпеза. Ви благодарам на поканата. Почитувани, овде ќе направиме една мала пауза, па продолжуваме во студиото со вториот гост.